Меѓународниот ден на исчезнатите лица треба да ја зголеми свесноста на национално ниво. На глобално ниво исчезнуваат 8 милиони деца годишно или 22.000 деца дневно, што покажува дека националните власти потврлуваат во справувањето со овој проблем. До сега има 4 случаеви кои се уште се водат во Министерство за внатрешни работи како деца кои се киднапирани, грабнати и се уште не се вратени во нивните домови. Инаку во првата детска амбасада има поплака од група на родители кои не дале согласност за децата да излезат надвор од земјата, тоа се претежно деца на разведени родители и смета дека по тој основ се киднапирани или грабнати и не се вратени во семејството. Повторно ќе нагласам, за жал многу земји овој проблем не го сметаат за приоритетен и согласно со тоа немаат баш развиено соодветни механизми и мерки за пронаѓање на исчезнатите деца, кои постојат во сите земји во регионот, вклучувајќи и Република Македонија. Тука се станува збор за трговија со деца, детска проституција, питачење и други најтешки форми на злоупотреба на детскиот труд. Исто така и родителите треба да бидат внимателни затоа што демнеат киднапери и имало неколку обиди за киднапирање на деца, но за среќа безуспешно. Првата детска амбасада Меѓаши е интензивно вклучена во изнаоѓањето на соодветни политики и инструменти за превенција од овој проблем. Затоа, Меѓаши бара конечно земјава да се поврза со европскиот број за заштита на исчезнати и киднапирани деца. По долго време веќе првата детска амбасада Меѓаши бара да биде хармонизиран со европскиот број 116111, тој е детскиот број, и воедно истите ресурси што ги има детската амбасада е спремна да го води исто бројот 116000, а тој е наменен за исчезнати и киднапирани деца, така да нашите СС оператори со добивањето и почнувањето на работата на овие два броја спремни се да се стават во функција и за вклучување во овој глобален проблем. На ваков начин може уште поактивно да се вклучиме во борбата за превенција од киднапирање и исчезнување на децата и да бидеме во функција за преземање на активности се со цел за навремено пронаѓање, враќање на исчезнатите деца. Загрозени од оваа појава се и децата згрижени во социјалните центри. Не е ретка појавата деца од домот 25 мај да исчезнат. Последниот скандал пак со бремените малолетнички докажа и дека голем број од децата кои излегуваат од домот воопшто и не се пријавуваат како исчезнати од страна на службениците. Она што сметаме дека треба да се направи подитно Министерството за труд и социјална политика да ја стави максимална заштита на децата од евентуална трговија, злоупотреба сексуална и проституција. И мислам дека треба да се едуцираат вработените таму за помош и подршка на децата кои се жртви на трговија со деца и детска проституција и да се санкционираат сите оние кои ги користат услугите од штиреничките на 25 мај со максимални високи казни за сексуален полов напад на дете под 14 години. Ние често нагласуваме дека доживотна казна затвор за дете полов напад под 14 години е нашата заложба и мислам дека таа треба да биде испочитувана до максимум. Од МВР добивме статистика за вкупниот број исчезнати лица во земјава за изминатите 7 години. Бројките од година во година варираат, а 2014-та предничи со најмногу исчезнати лица, дури 574. Од нив пронајдени се 554. Од јануари до септември лани исчезнале 325 лица, а пронајдени биле само 203. Меѓународниот ден на исчезнатите лица земјите ширум светот го одбележуваат со кампањи за подигнување на свеста за овој проблем. Во Македонија не само што денот никако не е одбележан, туку дури е игнориран од страна на медиумите.